Во денешните вести ќе зборуваме за новата представа во театарот за деца и младенци која се вика Како ќе го поделиме мачорот. А денес мои гости се Матеја Јанковска и Никола Наковски. Здраво. Здраво. Како сте? Добри, уморни. Добри сме, малце уморни, ама добри сме, како си ти? Супер сум и јас, мило ме што сте ми гости и што заедно ќе ја промовираме оваа представа. Може ли на почеток да ми раскажете зошто оваа представа го носи насловот Како ќе го поделиме мачорот и кратко да ми кажете за што се работи? Зошто ова представа се вика Како ќе го делиме мачорот? Мислам дека ова е мое лично мислење и гледиште, а тоа е дека на еден детски наивен начин пробуваме да кажеме една многу силна и јака поента и порака. И метафора. И како ќе го делиме мачорот на прво е многу наивно, али кога ќе дојдете и кога ќе ја погледнете представата, ќе сфатите всушност за што се работи и зошто баш сме го одбрале тој наслов да биде конкретно. Не би сакал да откривам повеќе, би сакал да остане малку Да, не знам дали да откриваме повеќе за што се случува во представата, освен тоа дека мачорот не се дели, никако не треба ни да се дели мачорот. Идејата е всушност за еден развод на двајца родители и деца кои што поминуваат низ процесот на тој развод, а и самите родители, значи како се справуваат целото тоа семејство, како се справува со еден таков немил настан процес кој што всушност е и на крајот од денот и нормален и не е ништо страшно. Добро, да, остатокот треба и сами да се го видат. Да. Кажете ми како се справувате со оние моменти кога на сцена ќе го сгрешите текстот или со некои други непредвидени ситуации? Можете да ми кажете на што прво се сеќавате, кога ќе ви го спомнува? Што се да, да, добро, се случува, на оваа представа се уште ни се нема случајно такво нешто, затоа што е прилично нова представата, но кога тоа ќе се случи во принцип, се трудиме да се снајдеме, да импровизираме во тие моменти, да не бегаме од тематиката во дадената сцена или во представата, се трудиме да му помогнеме на колегата најмногу што можеме. И пробуваме да го или колегата ни помага нас. Ако на пример мене ми се случило да ја заборавам репликата или нешто, колешката или колегата што е до мене се труди преку некои други начини и зборови да ми ја каже репликата што јас треба да ја кажам. Во такви ситуации се случува да се насмееме и мислам и тоа е нормално и човечко е, затоа што мене ми се случува, да, се борам со тоа некогаш, ама ете, некогаш просто доаѓа посилно е од тебе, али веднаш се враќаш после во представата. Ама и тоа го прави, според мене, тоа го прави возбудлив театарот. Затоа е ова, затоа што е живо. Не можеш да знаеш што ќе се случи. Сепак ние, да, глумиме тука некои луѓе, но на крајот на денот сме, мислам, живи луѓе кои што се случува. Тоа не е ни имено грешка, не мора да значи дека е грешка. Се случува да е некоја сцена, како што имавме сега прилика да видиме. Сцената беше стварно смешна и да не извади од, како се вика тоа, од концентрација, да ја видиме сцената со надворешни очи и да се насмееме искрено за сцената. Тоа не е лошо никако во никој случај. Кажете, како ја добивте желбата да станете актери? Кога свативте дека сакате да ја работите оваа професија? Одамна беше. Јас сватив дека сакам да ја работам оваа професија кога почнав да ја работам оваа професија. Тогаш сватив колку ја сакам, а како се одлучив, моите родители ми кажаа дека имам некој талент, да пробам да се запишам на факултет, се запишав и еве ме сега. А како почнав, така почнав, а кога ја добив љубовта кога почнав да играм на сцена. А како се случи тоа? Да, извини. Како се случи да почнам да играм на сцена? Да, дали, например, сте оделе на некои актерски школи? Никогаш не сум одела, никогаш. Моето прво искуство на сцена беше буквално првиот испит на факултет за драмски уметности. Многу имав трема, немав појма што ќе се случи, не знаев како ќе реагирам на сето тоа, но потоа сватив дека тоа е нешто што навистина го сакам и ми е многу возбудливо и сакам да го работам за секогаш.
Јас исто како Матеа не сум од оние што уште како од мали нозе сакале да бидат актери, актерки, не. Јас се занимавав во средно, мислам дека бев, се занимавав аматерски со театар, имавме една трупа. Тоа беше една трупа, едно друштво од другари, ентузијасти кои многу сакавме театар и работевме театар најчисто и најискрено што можевме, колку што знаевме ние. Сега, и мислам дека најверојатно со многу гледање на театар ми се јавила таа желба и таа љубов кон театарот, едноставно да видам и јас како е да застанеш на таа сцена и да видиш што се случува таму. И после тоа се случи откако се запишавме на факултет заедно со Матеа. Таму научивме многу работи, ама откако сме на сцена, гледаме едни други одговорности и една друга моќ која што ја има театарот и нашата професија. Супер, фала ви што прифативте да ми гостувате во емисијата. Ми беше голема чест. Ви посакувам огромен успех со представата и Фала ти Фала на ти на тебе тебе, што баш ни беше дојде драго. и баш ми е драго што ти се допаднала представата и пак да дојдеш. ќе дојдам.